Со особено задоволство денеска сме присутни во дирекцијата на јавното предпријатие Комуналец да ги презентираме овие возила и всушност и ние да се запознаеме со набавката која ќе направивме од општина Охрид со кредитна линија од Светска банка на 7 комунални возила кои што се во вредност од 450.000 евра. На следната седница на Советот овие возила ќе бидат доделени на користење на јавното предпријатие Комуналец. Со истата кредитна линија од претходната власт беа набавени 5 возила. Меѓутоа кредитот е со грејс период и исплатата на тие возила започна во февруари 2018 година. Така да тоа е еден процес кој што си тече и понатака. Ваквото делување, ваквиот пристап на локалната самоуправа докажува дека работиме во интерес на граѓаните на Охрид и на јавните предпријатија. Ова се неопходни модернизации кои што се потребни да се изведуваат во текот на годините. Со ова денешна презентација и возилата кои што ги гледаме, јавното предпријатие Комуналец значително го зголемува својот капацитет, услужноста кон граѓаните се зголемува. Исто така имавме прилика да видиме дека водевме битка со снегот изминатиот месец, па така сега имаме плюс еден трактор на кој што ќе биде поставен и нож. Ваквите инвестиции се надевам дека ќе продолжат и во иднина и ќе бидат пример за функционирање на локалната самоуправа. Сакам да изразам благодарност до локалната самоуправа и посебно до за жал према почнатиот градоначелник Јован Стојановски, во чиј што мандат започна целата оваа постапка. Тој ја увиде потребата од модернизација на возниот парк на јавното предпријатие Охридски Комуналец и таа постапка ја заврши сега веде градоначалникот Константин Ѓоргиевски. Како јавно предпријатие, значи, потуваме огромна благодарност до локалната самоуправа, затоа што ќе даде голем придонес во ефективноста прво на работењето на јавното предпријатие, а и сигурно ќе намали еден голем дел од расходните ставки на јавното предпријатие. Можеби најголемиот дел беше досега набавката на резервните делови, затоа што имавме многу стара механизација. Сакам исто така да напоменам дека 3 кубичните возила, 2 кубични возила кои што се набавени, се од посебно значење за стариот дел на градот, бидејќи таму имавме проблем со исцедокот од комуналниот отпад. Сега имаме набавено 3 кубични возила кои што се со така наречен КАДА систем, односно нема воопшто никаков исцедок од комуналниот отпад. Значи, тој проблем го имавме многу често, затоа што на тој дел, према црквата Света Софија, најчесто туристите рано наутро шета и имавме големи реакции од тој дел, а исто и 20 кубичното возило е со посебен резервоар за исцедокот од комуналниот отпад и тој проблем ќе биде целосно решен со овие нови возила. Едно 20 кубично возило, чија што намена е собирање на контейнерите во централното градско подрачје, 2 кубични возила, чија што намена е собирање на комуналниот отпад и на контейнерите од 1 тапирка 1 метар кубен на територија на општина Охрид, цистерна за миење на улиците, поготово за услугите од вонредно чистење кои што ги даваме на градежните компании, 2-3 кубични возила кои што кажав за стариот дел на градот и еден трактор на кој што се поставуваат повеќе приклучни уреди како нож за чистење на снег, соларка, мулчер за косење на големи зелени површини и слично. И тие возила се во функција во јавното предпријатие Охридски Комуналец и можам да кажам дека со ова дополнување веќе јавното предпријатие е комплетно опремено и како што веќе кажав, најголема добивка за нас ќе биде намалување на расходната ставка на резервните делови кои што изнесуваше од прилика можеби по 1.000.000 денари месечно.